Почитувани, добро вечер. Започнуваат вестите на Канал 8. Станарите од трговскиот центар Блок А се закануваат дека на суд ќе бараат правда за пожарот што се случи во нивниот влез токму пред Нова година. Бараат Ева на Македонија да спречи нелегално приклучување на електричната табла, за да нема слични опасни последици. Станарите од блокот А на трговскиот центар во Кочани, во чиј влез токму на предпоследниот ден од минатата година изби пожар, се уште чекаат соодветни мерки за заштита од слични немили случаи. Со оглед што пламенот избувна во електричната таблака и струјомерите за становите, тие побарале од Ева на Македонија да ги исклучи нелегално приклучените корисници. Проценка и на граѓаните, но и од увидот на стручни лица, била дека пожарот избувнал поради преоптоварена електрична мрежа, при што од куќниот совет на зградата не била дадена согласност за нови приклучоци. На почетокот од јануари било испратено трето писмено барање до Евана да интервенира, односно приклучени да останат само струјомерите на граѓаните кои се сопственици на станови во објектот, додека сите останати, како угостителски и слични деловни простории, да добијат посебен довод од друго место. До сега немало никаква реакција или известување од компанијата, поради што оштетените станари размислуваат правдата да ја побараат и на суд. Се надеваат дека на тој начин ќе ја подобрат безбедноста и ќе спречат нелегално користење на поставената електрична инсталација, што не е предвидена за поголеми оптоварувања од планираните. Инаку, инсталацијата со електричната табла и струјомерите од становите и останатите корисници од влезот 2 во трговскиот центар Блок А изгоре токму на 30 декември. Силниот мирис на изгорена пластика и чадот тогаш ги вознемирија станарите, пошто веднаш беше повикана територијалната противпожарна единица, која успеа за краток период да го изгасне огнот. Освен материјалната штета на електричната инсталација, во стихијата за среќа немаше повредени, ниту пак други посериозни последици. Од 11 февруари ќе започне да се применува одлуката дел од главните улици во градот да станат еднонасочни. Ова беше речено на редовната седница на Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај на Кочани, на која, освен оваа точка, се разгледуваа и други актуелни прашања за сообраќајниот режим во градот и општината. На почетокот на февруари стапува во сила одлуката за измена на режимот на сообраќајот на неколку централни улици во Кочани. Тоа беше констатирано на седницата на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот, на која се разгледуваше ова и уште неколку слични прашања. Всушност, предлогот што пред повеќе од половина година се разгледуваше и се најде на јавна расправа, веќе ќе почне и практично да се применува. Се работи за воведување на еднонасочен сообраќај по целата должина на двете улици покрај Кочанска река, како и на уште неколку важни сообраќајници во градот. Со одлуката еднонасочна во правецот југ-север од двојниот мост до плоштадот станува улицата ВМРО, додека во обратна насока од плоштадот до кружниот тек кај полициската станица целосно еднонасочна ќе биде кеј на револуцијата. Исто така, еднонасочен сообраќај ќе има и на улицата Доктор Николик во правец север-југ од Црвен крст до управната зграда на комуналното претпријатие Водовод. Сообраќајот по Илинденска пак ќе се одвива само во еден правец, од црквата кон средновековната кула, со можност жителите на оваа улица без санкции да можат да вршат дотур на огревно дрво и други материјали. Еднонасочни ќе бидат и двата крака на улицата Гоце Делчев, кај Центарот за социјални работи и кај зградата на ЕВН. Од Советот за безбедност во патниот сообраќај рекоа дека одлуката за измената започнува во февруари. Плановите се да од 11.2, значи се стапе со ова измена на режим на сообраќајот, значи до тој период соодветно ќе бидат одбележени улиците со вертикална и хоризонтална сигнализација, а после тој период од 11.2 до крајот на втори месец, значи ќе имаме период на прилагодување на возачите и учесниците во сообраќајот, со тоа што полицијата ќе ги предупредува учесниците за настанатиот измена на режим на сообраќајот, нема значи да бидат казнувани, а веќе после први трети значи ќе треба сите учесници на сообраќајот да ги почитуваат поставените сообраќајни знаци и прописи. На седницата беше разгледан и предлог стратегијата на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, при што беа дадени предлози како таа да се реализира во нашата општина. Присутните разгледуваа и одредени прашања за подобрување на безбедноста на пешаците, посебно на улицата Стево Теодосиевски, поранешна Ленинова. Ние ги разгледавме сите оние аномалии кои што се јавуваат во сообраќајот, за да ја зголемиме безбедноста на учесниците. Конкретно, значи, дадовме предлог на улицата Ленинова,
да се зголеми тротоарската површина, онаму каде што се наоѓаат пералните, значи за перење на возилата, на тој потек да се издигне тротоарската површина, што би било поуочлива и на тој начин да придонесеме за поголема безбедност на пешаците во сообраќајот. До почетокот на примената на одлуката за еднонасочен сообраќај ќе се изврши соодветно обележување на коловозот и ќе се постават сообраќајни знаци. Промена ќе има и во одвивањето на градскиот превоз, односно постојките ќе ги заменат местата и ќе се префрлат од спортивните страни на улиците. Граѓаните ќе имаат и соодветни известувања преку медиумите за извршените промени, поради што се очекува по истекот на рокот да се почитува новиот режим на еднонасочен сообраќај. Најуспешните поединци и екипи во спортот во 2016 година ги добија признанијата. Свеченото доделување се одража на манифестацијата што ја организираше локалната самоуправа на општина Кочани, при што беше врачена и општинската стипендија за надежен спортист. На свеченоста за доделување на признанијата за неуспешните спортисти, спортски работници и екипи што ја организираше општина Кочани, официјално беа соопштени имињата на наградените, кои во 2016-та постигнале најдобри резултати. Претходно комисијата, составена од представници на Сојузот на спортови и на медиумите, одлучи и годинава по 5 пат титулата за најдобар спортист на Кочани да ја понесе каратистот Мартин Стојменов. Тој и лани имаше најголем број освоени признанија и медали на домашните и меѓународните надпреварувања. Не случајно ја добивам оваа награда по 5 пат. Минатите години и ова година имам освоено многу надпреварувања, многу медали, од кои беа неколку државни, балкански надпреварувања, меѓународни и европски медал. Работам со една одлична екипа. Моите тренери од Карате клуб Партизан се тренери од светски ранг, кои несомнено го докажавме тоа и со големиот број на медали. Се надам дека така ќе продолжиме и ќе освоиме уште многу медали. Карате клубот Партизан, каде што својата кариера ја гради Стојменов, го доби признанието за најдобра спортска екипа, а супериорноста на тимот беше потврдена со наградите за Оливер Коцев како најдобар тренер за минатата година, според кого таа е добиена со несебична поддршка и соработка со останатите луѓе од клубот. Морам да истакнам голема благодарност и до мојот колега и тренер во Карате клубот Партизан Јорданчо Петров, кој што раководе со помалите категории во клубот, бидејќи од таму произлегува една добра база за понатамошните, кога ќе дојдат тие надпреварувачи и такмичари во такмичарската група да постигнуваме добри резултати, како и што ги постигнуваме. Карате клубот Партизан од Кочани изминатата година имаше доста големи успеси, учествувавме на многобројни турнири, како во Република Македонија, така и надвор од неа. Освоивме негде над 80 медали во сите возрастни категории. Најзначајни се медалите што ги освоја нашите надпреварувачи на балканските правенства, сребро и бронза во Србија и во Босна и Херцеговина. Исто така морам да напоменам дека и оваа година ја почнавме добро со освоени второ и трето место на најсилниот меѓународен турнир што се одржува на овие простори на Кроација Опен. И мислам дека и оваа година нема да разочараме, дека ќе постигнеме уште подобри резултати, ќе ги повториме минатогодишните и ќе ги уште подобри резултати ќе има оваа година. Каратистите од клубот Партизан добија уште неколку признанија на манифестацијата за прогласување на најдобрите во спортот, а посебно значена е наградата за најдобар млад надежен спортист, што му припадна на каратистот Ѓорги Петров. Ова мислам дека ќе биде мојот потек за да вратам да редам успеси во каратето и благодарам на општината што ми го дадели ова признание. Водачен според ми беше на почетокот на годината, учествував на надпреварот во Хрватска, кој настапува околу 2000 надпреварувачи и земав трето место. Освен Петров, награди за млади надежни спортисти добија уште 9 членови на други клубови, а признанието за придонес во фудбалот му припадна на поранешниот првотимец и стандарден голман на фудбалскиот клуб Осогово Лазар Балдазаров, кој и по завршувањето на спортската кариера е активен во клубот како тренер на голманите. Тројцата планинари, Борис Поп Ѓоргиев, Лоранс Марков и Тошо Антов, членови на планинарските спортски друштва Осогово и Москито, ги добија наградите за спортски личности на минатата година. Повод за тоа е успешното реализирање на подвизите за освојување на највисоките планински врвови во Европа и на Балканот. Посебно признание за афирмација на гимнастиката во Кочани му беше оддадено на поранешниот гимнастичар, педагог
и спортски работник Ѓорги Тодосиев, кој е еден од авторите на монографијата Гимнастиката во Кочани од 1910 до 2017. На годинешната манифестација за избор на спортист беше доделена и спортската стипендија, што овој пат ја добива Столе Евтимов, член на борачкиот клуб Спартак. Тој во наредните 6 месеци од општината ќе добива парична поддршка во висина од 3000 денари месечно. Признанија добија и новинарите од медиумите, кои во 2016-та активно и редовно известувале за спортските настани од општината и регионот. Пред спортистите и спортските работници, како и гимнастичари што присуствуваа на манифестацијата Спортист на годината, беше промовирана книгата Гимнастиката во Кочани, авторско дело на Ѓорги Тодосиев и Илинка Атанасова. Книгата ја промовираше спортскиот новинар Миодраг Мицковиќ. Во рамките на манифестацијата Спортист на Кочани беше промовирана книгата Гимнастиката во Кочани, во која е одбележана историјата на кочанската гимнастика од 1910 до 2016 година. Пред присутните спортски работници и спортисти, како и гимнастичари од Кочани, книгата ја промовираше спортскиот новинар Миодраг Мицковиќ. Морам да признам дека гимнастиката во Кочани некако беше запоставена или заборавена во публицитетот што го заслужуваше за своите успеси за тие луѓе кои потрошија дел од својот живот на големата љубов кон гимнастиката. Тоа беше време, дури и сега е, кога повеќе внимание се посветуваше на така наречени поатрактивни спортови кои го привлекуваат вниманието на читателите. Автори на ова значајно публицистичко издание се Ѓорги Тодосиев и Илинка Атанасова од Кочани. Идејата да се изготви пишуван материјал за гимнастиката во Кочани тлееше повеќе години наназад. До нејзина реализација дојде после 2010 година. Започнав најпрво со изготвување на основниот концепт од самиот почеток па се до денес. До оформувањето и комплетирањето на мојот првичен концепт за книгата го продолжив заедно со Атанасова Илинка. Книгата зборува за спортската и културната историја на Кочани, а авторите Тодосиев и Атанасова истакнаа дека желбата да создадат вредно дело била посилна од се и затоа на 200 страници со над 100 фотографии, низ документи и сечоци од весници, авторите преку истражувачка работа успеале да ја истражат и запишат историјата на гимнастиката во Кочани. Со света архиерейска литургија на која началствуваше митрополитот Брегалнички Иларион, беше одбележан патронот на населбата Оризари Свети Атанаси. Литургијата се одржа во истоимениот храм, кој што е во постојана обнова од страна на верниците и иницијативниот одбор. Оризари го чествуваше празникот на селото Свети Атанаси Велики. Многумина го слават како куќна слава, а оние кои што го носат името на светецот го слават својот именден. По повод празникот се отслужи света архиерейска литургија, на која началствуваше митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение со свештеници од Брегалничката епархија. По светата литургија митрополитот Брегалнички одржа пригодна беседа, изврши литија околу храмот, го благослови и пресече празничниот леп. Посебно ја потенцираше работата на црковниот одбор, кој што го обнови овој храм и понатаму продолжува со негово реновирање. Поголем дел од својот живот го поминал Свети Атанаси во прогонство за вистината, но никој пат, иако бил изложуван на разни маки и искушенија, никој пат не се откажал од Христа. Секој пат го бранил православието и вистината за верата православна. Би сакал и да се заблагодарам на една група вредни луѓе, кои што многу вложуваат овој храм да се разубави, да се возобнови, како што и сами гледате дека храмот година од година не може да се препознае каков беше и каков е, и се надевам дека ќе продолжи тоа темпо и се уште поубав ќе биде храмот.
Црковниот одбор, составен од верници од населбата, целосно ја смени фасадата на храмот, ја поплочи внатрешноста на црквата, започна со фреско сликањето. Во тек е реализација на втората фаза од уредувањето, каде што во тек е обнова на подпорните ѕидови, како и хортикултурно уредување на дворот. Ние се уште продолжуваме со активностите, кога ќе се стопли времето, продолжуваме со изградба на ѕидовето, а потоа и уредување на дворот. Ова ни дава сила да продолжиме и понатаму, се додека не ја завршиме како што треба работата. Донации доаѓаат од наши луѓе од селото, од градот Кочани, наши иселеници од странство. Иде полека работата, но може, на нас ни треба уште 3-4 евра за да довршиме оваа фаза. Тоа значи комплет изградба на ѕидовето и хортикултурно уредување на дворот. Покрај хортикултурното уредување на дворот на храмот, според проектот за обнова на црквата Свети Атанасиј во Оризари, е изградба на влезна капија од западната страна на храмот. Инаку, црквата посветена на Свети Атанасиј е градена во 1848 година, потоа делумно разрушена, за повторно да биде изградена во 1876 година, а фреско живописана во таванскиот дел од страна на тајфата на Исаија Макаровиќ од село Гари Демарско, кој со својата тајфа престојувал во Кочанско. Од 55 икони колку што се наоѓаат во црквата во Оризари, 17 се наоѓаат во регистарот на регистрирани икони на Заводот за заштита на спомениците на културата во Македонија. Во организација на Сдруженијето на поети на Македонија на Пониква на Осоголските планини се одржа поетско-музичка манифестација. Учество зедоа поети од цела Македонија, кои се собраа на едно место со единствена цел – промоција на своите дела, но и на Пониква како туристички центар. Во организација на Сдруженијето на поети на Македонија и посебно на поетесата Милица Паулус и профи медиум од Кочани, во одморалиштето на Пониква викендов се одржа поетско-музичка манифестација, на која настапија и учествуваа поети од разни градови од државата: Охрид, Прилеп, Штип, Кавадарци, Македонски Брод, Куманово и Кочани. Присутен на манифестацијата беше познатиот писател и поет за деца Мирко Томовски од Охрид, кој што рече дека не е лесно да се организира ваква манифестација и дека истата треба да премине во традиција. Имаше прекрасни дечиња кои со своите изведби ја збогатија програмата која што беше осмислена од организаторот и на крајот, ево сега, тука сме на едно заедничко дружење. Пред присутните своја поезија читаше и Митре Мановски Радождански, поет од Охрид, кој што пишува љубовна поезија, а воедно е и организатор на манифестацијата Охридски бисер, што секоја година се одржува во Охрид. Највисоката универзална вредност љубовта што не сплотува сите како луѓе, како живи битија. Црпам мотиви од различни, тоест инспирации од различни мотиви. Секогаш во преден план ми е љубовта. Љубовта сега кон саканата, кон мојата сопруга, мојата муза, на која што има посветена и првата книга Љубовен вознес. Љубовта на повеќе начини изразена, манифестирана. Сега ако не можам да одминам тука и љубовта кон татковината, љубовта кон езерото, кон бисерот на југа, по Бриското езеро, љубовта кон родниот крај за кој што пишувам и создавам за Радожда, за Охрид, за Струга. Едноставно Константин Миладинов сигурно позади себе си оставил генетски наследници кои што можат на својствен начин од овој временски ракурс да го презентираат она што навистина е одлика на Македонија, на овие наши прекрасни убави предели и храмови, за да го презентираме, да го доловиме низ еден поетски ракурс, како што веќе наpomenав. Поезија читаа и други поети од разни градови на земјава. Уште од многу млади години имам издадено 3 стихозбирки и то поезија. Пишувам и проза, меѓутоа во прозата се уште се немам вака е втиснато, се уште ги работам и преработувам расказите. Најчеста тема е љубовта, бидејќи љубовта е водителка и сите не води нас. Дали љубовта према саканиот, дали љубовта према децата, дали љубовта према фамилијата, семејството, пријателите, важно во секој случај во сите мои песни проявува љубовта. Целта на манифестацијата е истата да прерасне во традиција, но и да се промовира Пониква како туристички центар и нејзините убавини, зашто поетите ќе се информираат и преку видео материјал кој што ќе им биде доставен. На манифестацијата учествуваа и децата од фестивалот Музички бранови.
Следува информацијата од спортот. Младата екипа на Баскет Дино, која се надпреварува во младинската М12 кошаркарска лига, го освои првото место на меѓународниот турнир Рајко Жижик, што се одржа во Белград. Нашиот тим беше подобар од своите противници од Србија и Грција, со што заслужено ги доби победничкиот пехар и златните медали. 2 победи и златни медали за само 10 дена имаат младите кошаркари на Баскет Дино од 2 значајни меѓународни турнири. Со победнички пехар тие се вратија и од мини баскет фестивалот Рајко Жижик, што се одржа во Белград во спомен на некогашната легенда на југословенската кошарка. Кошаркарите на тренерот Сашо Лазаров од генерацијата 2005-2006 прикажаа одлична игра и техничка и кондициона подготвеност, поради што беа најдобри во својата категорија и го освоија првото место. До финалето тие стигнаа без пораз, победувајќи ги екипите на Жарково од Белград, Зворник од истоимениот град, Младост од Чачак и представникот на соседна Грција од Солун. Во финалната средба Баскет Дино за противник ја доби силната екипа на Нови Белград, но тоа не беше пречка да се оствари нова победа со резултатот 45-35 и да се обезбеди победничкиот пехар и златните медали. Инаку, турнирот во Белград се смета за еден од најсилните на овие простори за кошаркари во младинска конкуренција. Потврда за тоа е што на него учествуваа близу 3000 кошаркари од 250 клубови од балканските држави. Дополнителен доказ за неговото значење е што го отвори еден од најдобрите кошаркари и актуелен претседател на Кошаркарскиот сојуз на Србија Предраг Даниловиќ, а присутно беше и целокупното раководство на Српската кошаркарска федерација. Освен спортувањето, турнирот им овозможи на најмладите учесници од сите клубови да остварат дружење и размена на искуства. Поголемиот успех на двата меѓународни турнири од Баскет Дино се подготвуваат за учество на уште едно големо меѓународно надпреварување. Кон крајот на април се очекува победничката екипа од Кочани да гостува во Виена, Австрија, каде ќе се организира европски турнир во младинска и пионерска конкуренција. За сега се уште траат преговорите, но повеќе од јасно е дека нашите млади кошаркари заслужуваат да го докажат својот талент и на пошироката европска сцена. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма и следете не на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.